Помина речиси 30 на години како ја крстарам Република Македонија. Речиси нема населено место кое не сум го посетил или не сум поминал низ неговиот атар. Во овие изминати 3 децении моите соселани ми раскажаа безброј приказни кои многуте од нив ги преточив во документарниот серијал Заборавени, поточно речено близу во 1700 кратки репортажи и во документарни емисии. Мојата архива со која располагам, покрај записите за речиси 1984 села, во така да речам вардарскиот дел на етничка Македонија, содржи и историски документи и за околу 3000 села, од кои околу 2000 села за Беломорска Македонија и околу 1000 села во Пиринска Македонија. Уште кога така народно да се изразам, пред 30 на години кинисам низ нашите заборавени македонски села, си поставив една цел еден ден да ги посетам родните огништа на моите соселани кои останаа да живеат во родните места, а и оние кои присилно беа приморани за секогаш да ги напуштат, како во Пиринскиот, така и во Егејскиот дел на етничка Македонија. Почитувани мои, ете по 3 децении таа цел неодамна ми се оствари. Тоа се случи пред 3 години, поточно речено во 2017 година, каде што благодарејќи на семејството Димкови, поточно речено на Стојан и Марија Димкова, чие наше познанство трае многу години наназад, кога за прв пат се запознавме во 1994 година во Радовишкото село Брест на сам ден на Великден во манастирот Свети Пантелеймон, каде што присуствував на традиционалната великденска егејска средба во својство на новинар кој бев дојден на задача да направам репортажа не само за великденската егејска средба, туку и за селото Брест. Како што одминуваа годините, како што се повеќе бе присутен на егејските средби кои се одржуваа во селото Брест, така и во градот Штип, така моето пријателство со семејството на Стојан Димков се посто стануваше. Продукцијата Марио Филм започнува нов документарен серијал со наслов Од Позарско до Балканска по патот на непокорот. Овај документарен серијал ќе биде направен со расположенија, а главни актери во овој филм се Марија и Стојан Димкови, кои што се по потекло од селото Позарско, Егејска Македонија, а веќе 30 и кусур години живеат во населба Балканска. Една летна предвечерина, кога го завршив моето снимање во битолското село Скочивир и чекав да тргне возот од железничката станица Битола за Скопје, по подолго време во возот се сретнав со мојот пријател Стојан Димков. Удобно сместени во фотелите во возот, се разврзавме муабет надолго и на широко со она вообичаеното како сме, што сме, дали не држите здравието, што има старо, ново, како сме по дома. Мојот пријател Стојан Димков, како по стар адет и обичај, кога и да се сретневме повторно, ми го постави прашањето. Зоране, дали си подготвен да те одведам во моето родно Позарско, да видиш каде сум роден, да ги видиш моите корења, да го видиш поодблизу Позарско, да го видиш старото село Позарско, да ја видиш мојата родна куќа, да те прошетам низ атарот на моето село, да те одведам горе на бањите, а оттаму да ја видиш речиси сета Беломорска Македонија, да видиш како изгледа Кајмакчалан, добро поле, од оваа страна на Македонија, ама овој пат да ми дадеш чесен збор дека ќе ми ја оствариш оваа желба, оти годинките полека ме навасаа,
пред некоја година ја растори во 80-ката, оти толку е животецо. Јас сеќе ти обезбедам и превоз и сместување, а твоја обврска е како што ти си знаеш и умееш, камерчето в раце, плајвасот и санката, се да снимиш и се да бележиш, да им оставиме на генерациите кои ќе доаѓаат по нас да се сеќаваат на моето пожарско, ме замоли. Овој пат нема мрдање, на шега му одговорив. Ај да видиме, ќе те чекам, само немој те молам да помине долго време, подналутено ми подвикна. Приказната за едно патешествие на едно од многуте сега веќе возрастни семејства во Република Македонија, а пред неполни 70 години деца, бегалци кои што од нивните родни огништа од Едица Македонија, од Пожарско, и ја започнуваме со неодамна издадената книга под наслов Автобиографија на Марија Димкова, која што од мојата десна страна се наоѓа, а тука е и незиниот сопруг Стојан Димков. Рекове книгата Автобиографија, каде што ќе ни биде водич, како што реков пред малку, во документарниот серијал од Пожарско до Балканска по патот на непокорот. Во оваа кратка биографија е опишан животот на овој брачен пар, кој што заедно со нивните семејства, точно пред 70 години, го напустиле родното огниште и го продолжиле животот, нивното патешествие, овде ке е опишан, а дел од овој, така да наречем, родослов, ќе го филмуваме во документарниот серијал, кој што реков, од Пожарско до Балканска, по патот на непокорот. Дали може сето ова што неколку години го одлагаме да го реализираме за Свети Архангел Михаил овој месец? Ова 2017-тото Господово лето, кој се паѓа на 26 јули, тогаш сум послободен, а и да имам обврски ќе ги одложам. Таман, тоа сето можеме да го направиме и за нашиот голем празник Инден, му реков. Чекај малку да видам во тефтерчево, да дзирнам во календарчево што секогаш си го носам со себе, ми рече. Откако малку пробуричка низ неговото тефтерче и го пролиста неговото календарче, радосно ми довикна. Таман, да го темпира времето не можеше вака да ми се погоди, толкму на Свети Архангел Михаил ми е забележено да одам до Пожарско. Ту бре Зоране, како видовите да си. Одиме, отце што ми одговори. Туку ете ми приближал возов до Велес, јас морам овде да слезам, да се го фатам автобусот за Штип и без друго те чекам да ми дојдеш нагонсли во Штип, знаеш ке живеам, на Балканска сум. Без друго те чекам, со милозлив глас ме замоли мојот стар пријател Стојан Димков. Ке дојдам, без друго ќе дојдам, речено сторено, му одговори. Десетина дена пред празникот Свети Архангел Михаил, некаде плаништето, како тоа што го стори мојот стар пријател Стојан Димков, во возот додека заедно патувавме и јас го отворив мојато тефтерче, го прелистав мојот телефонски именик и откако го најдов неговиот телефонски број и проверив дали истиот се сопаѓа со бројот кој го имав запишено во мојот телефонски апарат, каде што редовно ги запишувам телефонските броеви и на останатите мои соселани, затоа што, како што велат постарите, од два пати запишено глава не боли, ако го изгубиш едниот, другиот секогаш може да се најде при рака, му задзвонив. За кратко го слушнав неговиот глас. Добар ден, господине Димков, му подвикнав. Здраво, Зоране, слушнав како радосно ме отпоздравува. Како си ми, го прашав. Добар сум, добар, ми одговори. Сите сме арни по дома, ете чекав да ми те слушнам, радосно пак ми одговори. Утре, најдоцна задутре, ми те чекаме со мојата добајкинка Марија нагости да ни дојдеш, ме покани. Доаѓам, задутре ќе бидам кај тебе со белината. Колку добар себа ќе ми направиш на душичкава, ми рече Стојан Димков. Речено сторено што се вели. 7 дена пред духовниот празник Свети Архангел Михаил, кинисам за Штип,
Поточно речено, во една од неколкуте штипски населби, балканска, но не со мојот руски джип од марката КамАЗ, кој 3 децении е мој верен сопатник, не со возот, туку со автобус, и околу плаништето пристигнав на штипската автобуска станица, каде што ме пречека мојот домаќин Стојан Димко. Откако си рековме здравоживо, по мој предлог до Балканска се упативме пешки по течението на Брегалница, малку да се оладиме од жеското летно сонце и малку да се присветам на мојата, така да речам, младост, кога како млад новинар токму одовде од Штипско, од Балканска, ја започна мојата не само новинарска, туку и документаристичка телевизиска кариера. По 30 на минути меканско одење покрај Брегалница пристигнавме во местото каде што пред 50 на кусур години, талкајќи низ источноевропските држави и стерани од грчките власти, свија свое ново топло семејно гнездо, каде што пред портата не пречека домаќинката на Стојан Димко, Марија Димкова. Налеј, 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 ме анџике налеј, 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 од рујното вино. Налеј, 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 од рујното вино. И ние сме деца на мајката земја, на мајката земја, на Македонија, на мајката земја, на Македонија. И ние имаме право да живееме како и другите, живот што живеат, како и другите, живот што живеат. Слобода немавме, правди никакви, кога ги баравме, в затвор се најдовме, кога ги бараме, в затвор се најдовме. Во фурни внестават, за да не изгорат, коските ни кршат и крвта ни пијат. Коските ни кршат, за да крвта и крвта ни пијат, а ние страдаме, не се предаваме за Македонија. Горди умиравме за Македонија, горди умиравме. Парола имавме, смрт или слобода, смрт или слобода, за Македонија, смрт или слобода, за Македонија. Откако и со неже си сторивме здравоживо и по старински не послужи со сладко и со чашка студена вода, набрзо во нашиот муабет ни се придружи неговиот син Трајки Димко и откако и со него си реков здравоживо, започнавме, така да речам, да го кроиме сценаријето за нашето тргнување во нивното родно село Пожарско
во Беломорска Македонија. Дојде и тој ден да тргнеме за Пожарско на сам ден на Свети Аркангел Михаел. Зборно место ни беше во Битола, на местото викано Селската автобуска станица. Стојан Димков, неговата домајќица Марија и неговиот син Трајче рано из Прината тргна од Штип, а јас од моето родно село Ридево, заедно со мојот снимател Виктор Костовски, кој е дел од продукцијата Маријово филм, воедно и идеен творец на сценаријата на документарните репортажи во изминативе години, на документарниот серијал Заборавени, некаде предпладне се најдовме на договореното место. Откако народски кажено се преброивме, пред тргнување на шега Стојан Димков ми рече: Зоране, и на твојот снимател, јас и мојата домајќика ќе ти бидеме домајќини, а мојот син Трајке ќе ви биде личен возач и водич низ Беломорска Македонија. Стојане, се гордеам, многу се радувам што ете заедно со тебе, не само што прв пат во мојот живот во вистинска смисла на зборот ќе стапнам во Беломорскиот дел на Македонија, туку треперам од возбуда што ете преку твоето родно село Пожарско ја започнувам мојата одисеја низ Беломорска Македонија, му одговорив. Тргнавме. По 30 на минути возење по магистралниот пат Битола-Меджитлија пристигнавме на истоимениот граничен премин и по завршените гранични формалности влеговме во Беломорска Македонија. Дали знаеш, Зоране, како ова место на шинците од овој дел на Македонија го нарекуваат? Ме потпраша мојот возач и водич Трајки Димков, откако ги поминавме првите 20 километри во Леринско, ме праша. Според моите досегашни историски сознанија, Леринско-Битолската регија е забележена како моштенска регија, а народот кој овде од памтивека живее е забележан по прекарот како моштенци. Додека пак областа Меглен, која граничи со Маријово, покрај тоа што областа е заведена како Меглен и народот македонски, сепак овдешните македонци меѓусебно се повикуваат како мајровци. Маријовци и мајровци во минатото се до поделбата на Македонија во 1913 година имале непречена комуникација, дури и до ден денешен имаат роднински врски, додека пак моштенците се поблиски со битолчаниве и послабо соработувале со маријовци и мајровци, му одговори. Браво, бе Зоране, на вистина си било начитано дете, на шега ми вереше Трајко Димков. Ке бидам уште поначитано и поумно дете, кога ќе ми ги раскажеш приказните за твоето родно село Пожарско, јас на шега му довикнав. Биди трпелив, Зоране, ќе има и што да видиш и што да слушнеш, во позадина дофрли домајќинката на Стојана Марија Димкова. Меглен се наоѓа јужно од Маријовско-Мегленските планини. Ова област представува засебна географска целина. На север го затвораат високите планини Кожук со врвовите Зеленбек, Кара Козјак и Ниџе со врвот Кемакчалан. На исток е планината Пајак, а на запад ограноците на планината Ниџе со врвот Доброполе, додека на југ е широко отворен кон Солунско поле, започна да ме раскажува Трајче Димков. Планините што ја оградуваат котлината се богати со шуми во понискиот дел дабови и костенови, а на повисокиот дел букови и читеринарски шуми. На шумите е тревната вегетација. Во 1900 година во Меглинско живееле околу 140.000 жители, сите македонци.
Во Мегленската регија најголемо намалување на населението имаме во 1928 година, кога грчката држава врши масовна миграција на македонското население делумно во Бугарија, а дел во Турција, како и во 1948 година по граѓанската војна, кога голем дел од македонското население, бегајќи од стравот и ужасот на грчката солдатеска, масовно мигрира во Југославија и други држави на Европа. На местото на протераното македонско население, грците доселуваат бегалци од Мала Азија и од Понт, чиј број денес е нешто поголем од бројот на македонското население, што и денес живее во Меглен, продолжи со неговата приказна Трајче Динков. Во Моштенскава и Мајровскава регија, кои се дел од Левинско-Мегленската област, и денеска постојат околу 100 села, каде што и денеска живеат нашинци, македонци. Само во Мегленско постојат околу 50 села, каде што и таму живеат наши роднини, продолжи да раскажува Трајче Динков. Археолошките истражувања во последниве 3 децении покажуваат дека просторот на Меглен многу одамна е населен. Откриениот подвижен и неподвижен археолошки материјал зборува за постоење на живот во овој простор уште од времето на неолитот. Од времето на Александар Македонски започнува нова историска епоха, која се чувствува се поголемото влијание на класичната македонска култура. За време на Римската империја и византиското владење, ова област добива стратешко значење. Во овој период изградени се голем број на тврдини, бедеми, каструми, патишта и градови, ја започна новата приказна за овој дел на Атичка Македонија Трајче Динков. Екипата на продукцијата Марио Филм се наоѓа во Егејскиот дел на Македонија, се наоѓа во регионот на околината на градот Воден, во селото Позарско, во родното место на Стојан Димков, кој што е еден од многу бегалци деца, кои што во 1949 година го напуштија своето родно огниште и заминаа по патот каде што и до ден денесен се надеваат дека ќе се вратат оному каде што се родиле. Кон крајот на 14-тиот и почетокот на 15-тиот век, Мегленскава област потпаѓа под власта на Отоманската империја, чија власт се одржува се до Балканските војни. Петвековното турско робство остава длабоки траги во животот на целото македонско население. Покрај на силната исламизација, спроведувана од турската власт, населението било обврзано со големи даноци. Положбата на македонското население посебно се влошува со колонизацијата на Турција на долци, кои ја одземаат најквалитетната земја без надоместок, поради што македонското население осиромашува. Тешкиот живот под турците било причина во 1565 година да биде дигната првата буна на Балканот против отоманските угнетувачи. Бунтот го дигнале нашите соседи мариовци, каде што учествувале и мегленци, раскажуваше Трајче Динков. Во 18-тиот век почнува постепено слабење на турското царство, што овозможува македонското население од овој крај организирано да истапува против зулумите на турската тиранија. Во втората половина на 19-тиот век македонското национално движење се повеќе зема замав и во овој крај, каде што при крајот на 19-тиот век македонското национално движење прераснува во борба за уривање на отоманското феудално општество,
а како резултат на тоа, кон крајот на 19. век и почетокот на 20. век, се повеќе се зголемува бројот на организациони групи кои се членови на македонското револуционерно движење. Населението од оваа регија учествува во Илинденската епопеја. По крвавото задушување на востанието, апетитите на трите порано ослободени од турците балкански земји, Србија, Бугарија и Грција, водат жестока пропаганда со цел да го деорганизираат македонското население, ја омаловажат неговата борба за слобода и создадат услови за поделба на Македонија, продолжи за својата приказна Трајче Динко. Постигнатите резултати од пропагандите на трите ривалски балкански држави било причина по балканските војни во 1912 и 1913 година Македонија да биде поделена на три дела – српски, грчки и бугарски. На тој начин Македонија е ослободена од едно црно робство, но затоа пак попаднала во друго уште поцрно и потешко робство. Србија го добива вардарскиот дел од Македонија, Бугарија пиринскиот, а Грција северниот дел од Македонија. Откако Македонија е разделена на три дела, окупаторите вовеле строг воено-полициски режим и вршеле таква административно-управна поделба, каква што им одговарала на нивните интереси. Новата граница воспоставена меѓу Србија и Грција ги поделува Мариово и Меглен. Мариово потпаѓа под српска власт, а Меглен под грчка. Последиците од поделбата на овие две области се катастрофални, каде што пред се прекинати природните економски врски. Како последица на поделбата започнува масовна миграција на македонското население надвор од Македонија, најпрви во Америка, а потоа во Канада, а подоцна во Аргентина, Бразил и Австралија, ми раскажуваше Трајче Динко. Историјата на Мегленскава област е дел од историјата на Македонија и ја дели истата судбина што ја имал македонскиот народ низ вековите. Ова област е крстосница на главните патишта и од секогаш била арена на судири на разни завојувачи. Периодот меѓу двете светски војни за македонците е катастрофален. Во беломорскиот дел на Македонија се врши масовна колонизација на немакедонско население. Грците во Меглен доселуваат бегалци од Мала Азија и Понт, присилувајќи го македонското население да ги напусти своите домови и да мигрира во Бугарија и Србија. Се смета дека од егејскиот дел на Македонија во Бугарија се преселени 33.000 македонски семејства, а околу 10.000 македонски семејства во Србија. Македонците во Бугарија главно се колонизирани во приморските делови на Черното море, каде се подигнати нови населби, каде што и денеска живее чисто македонско население. За време на Втората светска војна, поголемиот дел од Македонија се најде под германско-бугарска окупација, каде што припаѓаше и Мегленската област, каде што се воспоставува комплетен воен и политички и административен апарат со засилена денационализаторска пропаганда, се со цел да се изврши асимилација на македонското население. При ваквата состојба започна да се дава отпор на окупаторите, народот да се подготвува за ослободително востание. Начело на тој отпор застана Комунистичката партија на Југославија, поточно речено Комунистичката партија на Македонија. Во тој период на територијата на Меглен почнуваат да се формираат партизански одреди. Поради поделбата на Македонија и историските околности, македонците од Егејска Македонија покрај ова општа за сите македонци задача се бореа заедно и со грчкиот народ, убедени дека било во текот на борбата, било подоцна во новата антифашистичка Грција, ќе им се признаат нивните национални права, додека ова ми го раскажуваше од овој дел од неговата приказна, забележав како му навирија очите со солзи.
Меѓутоа, македонците во гејскиот дел на Македонија уште еднаш бескруполозно се излажани и од страна на антифашистичките сили на Грција, каде што од нивна страна се правеше се да се задушат таквите стрмежи и барања на македонците. По договорот во Варкиза од 12 февруари 1945 година, антифашистичките сили на Грција го положуваат оружјето, а македонците се наоѓаат повторно под многу тешка состојба. Граѓанската војна, која започна во раната пролет на 1946 година и траеше се до есента 1949 година, што не само на Меглен, туку и на цела Егејска Македонија и донесе уште поголем страв, ужас, понижување, при што загинуваат многу млади македонски синови, илјадници луѓе се затворени и подложени на најбезочна тортура, додека повеќе од 50.000 македонци се принудени да го напуштат своето огниште, својата родна грудка и да побараат спас во емиграцијата на Југославија и некои земји во Европа, овде некаде ја заврши својата приказна за родниот крај на неговите родители Стојан и Марија Димкови, Крајче Димков, не можејќи да ги задржи неговите солзи, не само што ги навирија неговите очи, туку незадржливо го исполнија неговото лице како два врутоци кои силно бликаа некаде над Темакчалан. Слобода нема. Додека сето ова ми го раскажуваше мојот возач и водич Трајче Димков, не можев да ги сокријам моите емоции, но затоа го замоли Трајчета малку да подзастанеме со нашето возило во самото предградие на градот Воден, не само таму малку сите ние да се соземеме, туку и да се насладиме на колоритната убавина на градот Воден, што му го дарила природата. Почитувани мои, предлагам дел од оваа колоритна убавина на овој македонски град да проследите во продолжение на оваа документарна репортажа. Екипата на Марио Филм се наоѓа во Егејска Македонија, овдека во градот Воден, во најубавите водопади, Овачки е воденски водопади. Nalei, 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 me angiche nalei, 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 od ruiното vino, nalei, 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 od ruiното vino. И ние сме деца на мајката земја, на мајката земја, на Македонија, на мајката земја, на Македонија. Екипата на продукцијата Марио Филм се наоѓа во Егејскиот дел на Македонија, се наоѓа во регионот на околината на градот Воден, во селото Позарско, во родното место на Стојан Димков, кој што е еден од многу бегалци деца, кои што во 1949 година го напуштија своето родно огниште и заминаа по патот каде што и до ден денешен се надеваат дека ќе се вратат оному каде што се родиле.
Моето родно село Позарско се наоѓа во северозападниот дел на котлината Меглен, во јужното подножје на планината Нидже, на 13 километри од градот Србатско, на 33 километри од Воден и 120 километри од Битола. Селото се состои од две мала, Горно и Долно Позарско. Започна со својата приказна за неговото родно село Позарско, мојот домаќин Стојан Димков. Изгорат, коските ни кршат и крвта ни пијат. Коските ни кршат и крвта ни пијат. А ние страдаме, не се предаваме за Македонија. Горди умиравме за Македонија. 14 километри позади мене, преку планинскиот масив Нидже, се наоѓа Вардарска дел на Македонија, односно Мариово, каде што овде македонците, децата бегалци, го врвеле патот од нивното родно огниште. Значи позади мене е Мариово. Почитувани мои, приказаната што започна да ми ја раскажува мојот домаќин Стојан Димков за неговото родно село Позарско, кое се наоѓа во Беломорска Македонија, а и првото мое село кое го посетив од близу 2000 села во овој дел на Македонија, а воедно и престанатите приказни што ќе ми ги раскаже различни по време и простор, надополнети со веродостојни сведоштва и историски аргументи кои ќе дадат пострек, особено меѓу оние поплатените во областите на историјата и антропогеографијата, кои за голем број прашања изнесени делумно патени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правна заборавот, ќе имате можност и вие да ги слушнете во наредните документарни репортажи со работен наслов "Патуваме низ Македонија од Позарско до Баканска по патот на непокорот". Имаме право да живееме како и другите, живот што живеат како и другите, живот што живеат. Слобода немавме, правдини никакви, кога ги баравме, затвор се најдовме. Кога ги бараме, затвор се најдовме. Во фурни не стават, за да не изгорат. Коските ни кршат и крвта ни пијат. А ние страдаме, не се предаваме за Македонија. Горди умиравме за Македонија.